Фудбалската федерација на Македонија и официјално ја поднесе кандидатурата за организација на Европското фудбалско првенство 2020 година. Континенталниот шампионат во 2020 година ќе се игра во 13 градови на стариот континент. Скопје, националната арена Филип II е еден од потенцијалните домакини на надпревари од групната фаза за Европското првенство 2020 година. Одлуката на Европската фудбалска асоциација кои 13 градови и стадиони ќе бидат домакини на Европското првенство 2020 година ќе биде објавена во септември во Истанбул. Во периодот од мај до август годинава, УЕФА ќе ги посети градовите кандидати за да утврди каква е моменталната ситуација и кои се плановите за инфраструктурно подобрување. Швајцарија, Турција, Франција, Хрватска, Чешка, Полска и Португалија нема да се кандидираат. По 2 сезони во австралискиот клуб Александро Дел Пиеро, следната сезона нема да игра во Сиднеј. Нема сомнежи дека доаѓањето на Дел Пиеро во Австралија го крена фудбалот на многу повисоко ниво во таа земја, но следната сезона нема да биде член на тимот од Сиднеј. За ова потврди и клубот кој во истата прилика му се заблагодари за придонесот во австралискиот фудбал. Неговиот трансфер е најголем во историјата на фудбалот во оваа земја и го подигна ФК Сиднеј и А лигата на повисоко ниво во фудбалскиот свет. Заедно постигнавме навистина многу и ФК Сиднеј е посилен како никогаш, а следната генерација на наши играчи се момчиња кои на стадионот дојдоа токму поради Дел Пиеро, изјави претседателот на клубот Скот Барлоу. Се уште е непознато дали Дел Пиеро планира да ја продолжи фудбалската кариера или ќе се пензионира. Лео Меси е незадоволен од каталонскиот клуб во однос на платата која ја добива. Меси наводно побарал од управата на каталонскиот клуб нов договор со кој би заработувал 400.000 евра неделно. Тој побарал од управата на клубот плата која би го направила најплатениот фудбалер на светот, односно заработувачка од чисти 20 милиони евра по сезона, без данокот кој што треба да се издвои. Барселона наводно му понудила плата од 18 милиони евра годишно на аргентинецот, онолку колку што заработува Кристијано Роналдо во Реал Мадрид. Таткото на Лео Меси и негов агент воедно Хорхе преговара со управата на Барселона, односно со претседателот Жозе Марио Бартомеу околу новиот договор, а наводно се вели дека најмногу ќе се разговара околу бонусите и авторските права на фотографиите на Меси. Возачот на Формула 1 тимот на Мерцедес AMG Луис Хамилтон заработува 68 милиони фунти годишно. Не е фудбалер, не е голфер, ниту е Енди Мареј. Возачот на Формула 1 Луис Хамилтон е најбогатиот британски спортист. Sunday Times ја објави листата на најбогатите, а според неа Хамилтон годишно заработува дури 68 милиони фунти, што го става убедливо пред Енди Мареј и Вейн Руни. Во наведената бројка се смета и договорот со Мерцедес, како и сите спонзорски договори и имотот што официјално го поседува Луис Хамилтон.